Пред неколку дена МВР поднесе кривична пријава против Блерин Беџети за сомнежи дека како поранешен градоначалник овозможил на фирма од Сарај незаконска финансиска корист од 42,8 милиони денари, со тоа што два пати донел одлука за режим на сообраќај без соодветен надзор и без проверка дали барањата се во согласност со урбанистичкиот план на селото Глумово. На пресконференцијата Беџети ги негираше обвинувањата, велејќи дека според законот надлежна за ова прашање е општина Сарај и дека постои официјален документ потпишан од тогашниот министер Благој Бочварски, кој тоа го потврдува. Тој рече дека првично барањето отишло до град Скопје, но оваа институција го препратила до Министерството за транспорт и врски. Më pas, edhe Ministria me shkret zyrtare konstatuar se organ kompetent është Komuna e Sarajt, edhe për këtë, siç ua tregova, ka edhe dokument. Pas kësaj, lënda është përcjell në Komunën e Sarajt. Komuna e Sarajt, në përputhje me procedurën, e ka dërguar projektin në SBB Shkup, nga SBB Shkup është dhënë pëlqim pozitiv nga Ministria e Punëve të Brendshme. Беџети ја смета кривичната пријава за политички притисок, коментирајќи ја изјавата на премиерот Мицкоски дека има чувство оти наскоро високи функционери од претходната влада ќе бидат опфатени со кривични постапки. Kur një kallëzim paralajmërohet me ndjenja, se kryeministrin e kemi me ndjenja, paraprakisht nga politika dhe më pas realizohet nga institucionet, atëherë nuk kemi të bëjmë me drejtësi, kemi të bëjmë me presion. Dhe për këtë do të bëj padi penale të pastër për këtë shpërdorim të detyrës zyrtare nga ana e Pançe Toshkovskit. Од Влен реагираа дека Демократската унија за интеграција повеќе не го брани народот, туку исклучиво ги брани криминалците што му се допаѓаат на Али Ахмети. Мала Речица е во состојба на клиничка паника бидејќи Демократската унија за интеграција повеќе не го брани народот, туку исклучиво ги брани криминалците што му се допаѓаат на Али Ахмети. Додека институциите конечно го расплеткуваат долгогодишниот криминален јазол, оваа партија се враќа на својата единствена фабрикувана конфигурација, ширење лажни вести и глумење политичка жртва. И претходно имаше кривична пријава против Блерин Беџети и 7 други лица за злоупотреба на службена должност во општина Сарај од страна на Управата за финансиска полиција.